Согласно одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, меѓу другото, Министерството за внатрешни работи врши контрола над возачите и другите учесници во сообраќајот на патиштата. Контролата ја врши преку непосредно забележување со употреба на соодветни технички средства и направи и со последните измени од законот, прекршоци ќе се документираат и со технички средства и уреди за снимање. Сторителите на прекршоци, кои ќе бидат документирани преку системот Безбеден град, ќе бидат санкционирани согласно одредба која ја регулира најголемата дозволена брзина на движење на возилата, односно нема да има толеранција без разлика дали се документира прекршок во населено место или пак надвор од населено место. Во почетниот период ќе се евидентираат сообраќајните прекршоци како управување на возило со брзина поголема од дозволената, минување на црвено светло, изминат рок на важност на сообраќајна дозвола и непрописно паркирани возила, а во следната фаза од проектот планирано е проширување на видот на сообраќајните прекршоци што ќе ги регистрира електронскиот систем. За прекршоците кои ќе бидат документирани преку системот Безбеден град на сопственикот на возилото со кое е констатиран веќе сообраќајен прекршок, Министерството за внатрешни работи му доставува SMS порака на мобилен телефон и на електронска адреса, податоци кои сопственикот на возилото ги дал при регистрација на истото, со линк за преземање на записник за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот сообраќајен прекршок во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдосна во рок од 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а пред постапката за извршување. Кога ќе заврши со плаќање на изречената глоба, во одадените рокови се плаќаат трошоци на целокупната постапка. Странец како и државјанин на Република Северна Македонија кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Ако сторителот не ја платил глобата, Министерството за внатрешни работи ќе ја достави до органот надлежен за присилна наплата. За прекршок за кој покрај глобата е предвидена и санкција забрана за управување со моторно возило, и ако сторителот ја платил глобата во предвидените рокови и за прекршок престанок за важење на возачка дозвола, Министерството за внатрешни работи ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд. Глобите ќе може да се платат електронски преку линк кој сторителот на прекршокот ќе го добие со известувањето. Во овие случаи потребно е во уплатница автоматски да биде внесен бројот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог и износот на глобата изречена во денари. Во овие случаи Министерството за внатрешни работи веднаш електронски добива известување дека глобата е платена. Инаку, Министерството за внатрешни работи ве известува дека од 1 декември 2025 година започна пробниот период каде сторителите добиваат известување за сторениот сообраќајен прекршок.